во денешното праволинковско вклучување во кое што ги носиме сите детали за школата која што почнува денеска во манастирот Свети Јоаким Осоговски, а станува збор поточно за школата за феминистичко драматуршко размислување. Деталите ќе ги дознаеме во продолжение од кураторката на оваа школа Кристина Леловац. Добро утро и благодарам што сте дел од утринската на Телма. Оваа школа ја организирате по трет пат, па кажете ни за почеток која е идејата зад неа и што е тоа што таа ќе го понуди, а го нема во формалното образование. Најпрво ви благодариме за интересот, особено ни е важно на националните телевизиски куки да се емитуваат програми со овие содржини. Школата организираме по трети пат со истата цел со која тоа го направивме и првиот пат и со која што ја иницииравме, а тоа е практично да ја поддржиме локалната независна сцена, да може да наоѓа нови полиња на соработка, нови препознавања едни меѓу други за идни некои проекти, некои нови знаења, поинакви знаења, поинакви од конвенционалните, поинакви од стандардните знаења кои вообичаено се нудат во формалното образование. Дел од оваа школа ќе бидат уметници од независната културна сцена. Со какви знаења очекувате да се стекнат по низиното завршување, какви активности ќе имаат и какви работилници ќе бидат дел од оваа школа? Програмата на школата е насочена кон градење на интердисциплинарни некакви релации во полето на уметностите. Таа тргнува од полето на драматургијата, меѓутоа бидејќи се работи за феминистичка драматургија, практично ги реобмислува вообичаените начини на создавање. Кога велам на вообичаените начини на создавање, велам на тоа што кои се вообичаените разбирања за нашите позиции во креативните процеси, на кој начин се поврзуваме, каква размена правиме, дали е возможно различните уметнички дисциплини да соработуваат заедно, што можат едни од други да научат. И во таа смисла секоја година каниме и домашни и интернационални ментори, иако кај нас дури тие така не можат не да се наречат, повеќе некои практичари или теоретичари кои се занимаваат со уметности, кои понудуваат на групата која што е разноврсна, значи доаѓаат луѓе од различни полиња, од полето на филмот, од полето на перформансот, танцот, театарот, книжевноста. Оваа година има особено многу пишувачи што особено не радува и практично понудуваат некои вежби или некакви предлози за читање на некои текстови на поинаков начин, создавање на некакви заеднички, мали кратки форми, актерски вежби кои се во некој сосема друг контекст испробуваат и на таков начин практично ние се обидуваме во тоа едно недално искуство да им понудиме на учесниците нешто што можеби ќе им отвори простор на поинаков начин да размислуваат за својата уметничка пракса. И можеби со поинакви видици да заминат од таму. Кога станува збор конкретно за феминистичката драматургија, ајде малку попрактично да објасниме кои аспекти најдобро би можеле да се доловат со неа. Дали економската независност, дали можеби некои други аспекти кога станува збор за родовата еднаквост, односно кои прашања најдобро би можеле да се адресираат? Феминистичката драматургија практично ја промислува драматургијата од позиција на некои феминистички вредности, а тоа се еднаквоста, рамноправноста, напуштањето на вообичаените хиерархизирани позиции и во таа смисла, во смислата на уметноста, таа практично прави некакво као репрограмирање на вообичаени, на она како ние вообичаено ги доживуваме своите уметнички процеси и тоа практично возможува и сосема други форми да се создаваат. Тие форми вообичаено, напуштајќи го или конфронтирајќи се со статус-квото, практично имаат можност да ги осветлат вообичаените женски прашања на некој сосема друг начин и да направат некакви поместувања. Во таа смисла, било кое феминистичко прашање, било кое родово сензитивно прашање може да биде пропрашано. Што се однесува до нашите позиции, ние практично тргнуваме баш така како што реков, од феминистичките вредности на еднаквост, на рамноправност, на напуштање на хиерархиите, на вклучување, на некакво критичко промислување на она што ни се чини вообичаено, стандардно, па и ако сакате нормално. Колку уметноста може да биде наш сојузник во борбата против нееднаквостите? И дали ова го имаме доволно на македонската независна културна сцена?
Па јас мислам дека нашата локална независна сцена наспроти многу невозможувачките услови во кои таа функционира, сепак нештата се, како тоа вообичаено се вели, општествено, може би не би рекла ангажирани, но повеќе актуелни, би рекла, бидејќи, барем така би требало да биде. Во таа смисла, мислам дека дури да не постои некаква, како би рекла, може би отворена идеолошка позиција, сепак на оваа сцена се уште мислам дека се создаваат некои дела кои навистина се во комуникација со актуелностите кои што ги живееме. Сега по-конкретно кога станува збор за театарските представи, дали има некоја театарска представа која што баш онака концизно испраќа порака против родовата нееднаквост? Јас прво би ја охрабрила публиката секако да ја следи работата на трупите кои функционираат надвор од институциите, значи на независната театарска изведбена сцена генерално. Она што ми паѓа вака на памет, што мислам дека е важно за локалната публика, е една представа која е навидум само мала, меѓутоа се занимава со прашањето на насилството, на родово базираното насилство. Јас ја гледав на малата сцена на Албанскиот театар, тоа е проект на актирката Сара Анастасовска и Драгана Гунин. Ја работат представата која што е прилично актуелен текст, генерално, мислам, низ западните земји, се вика Прима Фаче и се занимава баш со позицијата на жената која што е жртва на родово базирано насилство. Овде некаде ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за тоа што придонесовте нашите гледачи да бидат информирани на оваа тема и ќе ви посакам успешна реализација на третото издание на оваа школа. Фала ви уште еднаш. Јас се надевам дека и следната година ќе имаме ново, пак ќе се видиме пак. И овде ќе го заокружиме првото линковско вклучување за денеска. Ќе потсетиме само дека оваа школа почнува денеска во манастирот Свети Јоаким Осоговски, а по трети пат е организирана од страна на организацијата Титинг.